Ново телевизиско интервју на телевизија Република. Овој пат со мене во студиото е господин Стефчо Јакимовски, председател на партијата ГРОМ и градоначалник на општина Карпош. Господин Јакимовски, не сте прв пат во студиото на Република, добре дојдовте и овој пат. Добре ве најдовме. Сте интересен соговорник, моментот кој што го живее Република Македонија си носи повеќе теми, ќе разговараме на повеќе од нив. Вие сте во фокусот на случувањата заради вашите настапи и изјави како председател на ГРОМ, како политичка партија во ова политичка криза, како учесник во ова време пред избори на 5 јуни. Прво прашање, токму од ова, очекувате ли избори на 5 јуни? Да, очекувам. Во спротивно, ако нема избори, јас мислам дека тензиите се доста големи и дека веќе граѓаните ќе излегуваат на улица. Избори мора да има. Не може повеќе никој да калкулира. Сите маски и сите лаги паднаа во вода. Видовте дека од 500.000 на 150.000, па се спуштивме сега на 89.000 гласачи кои што треба да се вкрстуваат, да се проверуваат, односно теренски да се проверуваат, така да мислам дека нема кај веќе да бегат сите оние кои што ги одлагаат и кои што има алиби со избирачкиот список. Го спомнавме избирачкиот список, чистењето на избирачкиот список сега се некаде околу 90.000, помалку од 90.000. 89.700. Така. Вие имавте една прогноза околу тоа колку би Јас вака ќе ви кажам, не ми е јасно една работа. Јас знам од пред месец и пол дека отприлика проблематични ќе бидат околу 86.000, излего 89.700. Но вие не сте Тие со носот забиен во избирачкиот список дојдоа до готово истата бројка. И сега се постава прашање, овие 5 месеци за што се тресеше државата? За нешто што отприлика сите го знаевме, што ќе биде воглавно тоа се избирачи од албанска националност кои што ќе ги проверуваат со овој избирачки список. Така, прашање, зошто не се чистело пред? Значи да рачистиме, 150.000 нема. Така. Ние доаѓаме скоро на половина. Од тоа половина сега ќе се констатира колку си е се во ред и ќе видите дека на крај ќе остане некои 10% кои што се проблематични, кои со ново чистени ќе се сведат на некој ептен минимум. Па добро, се чистел избирачкиот список и претходно? Од таму ли потекнува се тоа? Пазите вака, пред секои избори ние политичките партии плаќаме по 150.000 денари и го добиваме избирачкиот список, си ги проверуваме своите членови, проверуваме симпатизери и гледаме ако има нешто сомнително. Се поставува огромно прашање, како може во 5 изборни циклуси секогаш СДСМ го добил избирачкиот список и никогаш не дошол забелешки, односно немало вакви аномалии како што сакаат тие да ги прикажат во тие избирачки списоци, сега наеднаш излегуваат тие аномалии. ГРОМ веќе посочи и посочуваме дека оној список што се даде во јавноста дека тој не е правиот избирачки список, туку тој е манипулативен избирачки список со кој што сакаше да се создаде еден привид кој што не им успеа евидентно и од тие причини тие и не го чистат секој месец избирачкиот список, за да фамата се уште трае дека избирачкиот список не е чист. Никој во оваа држава не ја прашува Виолета Дума, не го праша Саша Новаковски, не го праша Борис Кондарко, не го праша Рилковски. Што правевте бе луѓе сите овие 9 години во таа државна изборна комисија? Дебели плати земаат, 1300 евра плата имаат. Внатре, како може сега некој да тврди од вашата партија дека вашата работа не била валидно, но вие ништо не сте работеле досега? Република ги праша и Рилковски, го праша и Новаковски, токму тоа го спомна дека и почнал процес, преземал ингеренции, почнал процес дури и малку вон неговите ингеренции да се чисти избирачкиот список, но потоа настанал на фрлање со дрва и камења по него, па потоа се повлече. Да, човекот каже дека се спремни за избори и потоа инсистирањето на СДСМ да се поднесе оставка, тоа е јасно. И тој трик го користат пред секои избори за да ги одоговлечат изборите. Прво нормално на митинзи се барат избори, а потоа ако се може тактика да се искористи за да се пролонгираат изборите. Од тука произлегува уште едно, колку чистењето на избирачкиот список сега во моментите на чистење може да даде уште една можност за компликување и за понатамошна црна кампања од страна на СДСМ? Не може. Тоа ќе биде веќе сведено на некој минимум, на некој 10 до 15.000, што значи дека нема теоретска шанса и тие 10 до 15.000 со нови проверки, значи нови проверки кои ќе се направат, јас гарантирам дека ќе биде сведено на минимум, што значи дека тие ќе се бидат занемарливи за да одлучат за изборниот резултат во Република Македонија. Вие сте
поранешен член и министер на СДСМ. Потекнувате од таа партија. Не, од ЛДП бев министер. Од ЛДП, па бевте потоа и во СДСМ. Некогаш и ЛДП беше во коалиција со СДСМ. Станало ли некој збор таму за креирање програма и за формирање на нешто што се нарекува влада во сенка вакви, кога се отвори можност да партиципира опозицијата во власта. И требаше да се лицитира со имиња и да се чека кој тоа ќе дојде на кое место. Тоа на запад е нешто што е практика, да има влада во сенка, да се знае кој се зборувало многу пати, меѓутоа не се одело на таква варијанта затоа што ќе се испотепаат натре. Тоа значи оној што ќе биде ставен како министер во сенка, сите што се негови ривали во партијата ќе бидат наљутени и си почнува она стара СДСМовска навика да почнат да се оговараат, собствените луѓе да се оцрнуваат. Значи, секој оној што, како да кажам, што представува ривал, веднаш се почнува со црна кампања внатре во партијата против истиот и практично додека се дојде до победа, тој ќе биде поцрни од ѓаволот. И нема шанса после да се победи со тие луѓе со кои што они ќе ги избацат за, значи не од политичката конкуренција надвор од партијата, од политичката конкуренција внатре од партијата и секогаш тие се плашеле да се прави влада во сенка токму од конкуренцијата внатре во партијата, затоа што тогаш настанува хаос од договарање, озборување, од креирање местенки и така натаму и така натаму. И она што надвор излегува од таа партија е само барања за помош од меѓународната заедница. Мислам дека тоа е една мантра која што е произлезена од опозицијата, актуелната опозиција во Македонија, која што постојано посочува на помош и на барање помош од меѓународната заедница. Има ли помош од меѓународната заедница? Токму во опозицијата. Ако веќе 10 години е во опозиција, и мантраат за таа помош од опозицијата, од меѓународната. Па видите, граѓаните на овие избори треба се судрат со два можни концепта. Едниот концепт е самостојна, независна, суверена Република Македонија, која што се грижи за своите граѓани, се грижи за развојот на државата, на институциите, за нејзината меѓународна афирмација. И вториот концепт да се дојде до победа и да се даде Македонија на странците. Тие да управуваат со Република Македонија. Тоа е концептот што го гурка Социјалдемократскиот сојуз и тоа е постојано таков концепт. Ако тој концепт немаше да се случи таква територијална поделба. Ако тој концепт немаше да ги имаме и овие работи што ние денеска ги имаме. Меѓутоа, како да ви кажам, анализите покажуваат дека меѓународната заедница, по мое лично убедување, не е од некоја посебна помош, туку напротив, секогаш кога Македонија ќе ја крене главата, тие не удираат од озгора. Да подсетиме во 1992 година Република Македонија си отиде на референдум поштено и честно и се изгласа своја независност. Ако не се лажам, Бадентер беше тој кој што преценуваше која од бивши југословенските држави исполнува критериуми и услови да биде самостојна. Само Македонија и Словенија. Таа иста меѓународна заедница, односно Европската унија, потоа ни донесе Лисабонска декларација. Со таа Лисабонска декларација ни стави брана да менјаме име, да менјаме знаме и еден куп услови со кои што ни изблокира на патот кон меѓународната афирмација Република Македонија, но за среќа тогаш Македонија имаше водство кое што знаеше тоа да ги менаџира, така да од таа оваа Лисабонска декларација практично се насочи целата енергија кон Обединените нации, каде што Македонија стана меѓународно призната држава и гледате, од тогаш Македонија во континуитет се афирмира. Второто дирање по глава беше 2001 година. Сега Македонија покажа дека може да функционира без меѓународен монетарен фонд, покажа да се им покажува дека без подршките што ги даваат странците, до сега беа USAID, не знам други невладини организации кои помага и така натаму, очигледно дека Македонија може сама да заработи, може нешто да произведе, може и да продаде надвор и незината економија се стабилизира. Во овие тешки економски услови македонската економија ги преброди успешно и почнува веќе да се вклучува се повеќе во меѓународната поделба на трудот и наеднаш доаѓаат повторно удирање во глава. Тоа значи со ова што ни се случува од минатиот февруари навака со помош на квиснезите овде што се викаат Социјалдемократскиот сојуз. Значи некој постојано се обидува и прави сценарио Република Македонија кој ќе крене глава и кој има водство кое што може да ја води и да создаде просперитетна држава од Република Македонија и се тоа се виткува во обландите што се вика демократија.
Значи, они се обидуваат сега да ни направат една анархија и све е тоа битка за демократија. Значи, не може да каже дека има Македонија социјални потреси. Не може да каже Македонија дека луѓето трпат за леп. Не може да каже дека економијата не е успешна затоа што сите параметри покажуваат дека е меѓу водечките во Европа. Не сме на ниво на развиеност, меѓутоа оваа криза ја поминуваме поуспешно од нив. Развивме институции, трга републиката напред, се бараат нови алтернативи, нови патишта, доаѓаат странци инвестираат во Република Македонија и сега се јавува ова политичка криза за да повторно се дестабилизира држава и да се дојде до водство кое што повторно ќе биде прикачено на цуслата на Меѓународен монетарен фонд, на Светска банка, да слуша све што ќе сакаат. Тие тогаш кога ќе ни даваат пари, се знае, се да само дојдени на власт, веднаш ќе почне штедење, нема вработувања, веднаш аранжмани со Светска банка, со ММФ и Светска банка, веднаш ќе почне да се земаат кредити, услов ваков, услов таков, народот ќе се револтира и нормално после 4 години пак ќе се барат нова алтернатива. Ја спомнавте помошта и разни агенции кои што помагале, како што вие оценувате успешно или неуспешно или со некои други. Не викам дека не помагале успешно, но ние покажавме дека фала им на помошта и можеме и сами. Така. И тераме успешно сами. Слични пари, големи пари влегуваат сега во дел од медиумите, преку USAID. Добро, тоа се нивни пари. На македонските граѓани е да оценуваат овие што ни солат памет од надвор, дали ќе ги слушаме или не. Така. И дали ние нивните медиуми на кои што ќе им даат пари, ќе им веруваме или не. Значи, ние треба да се вклучиме во една друга кампања, да им објасниме на граѓаните дека овие што одзимаат пари од меѓународната заедница, тие треба да спроведуваат нивни агенди, односно треба да ја прават оваа држава така како што нив им одговара, а не како што им одговара на граѓаните на Република Македонија. И мислам дека граѓаните на Република Македонија тоа знаат да го прочитаат и нема да пројде така едноставно. Спомнавте дека од ланиот февруари е земја во таа криза во која што е точно пред една година, март 2015 го повикавте за да го пушти разговорот од 14 февруари 2013 година. Конкретен датум за конкретен разговор. Искочија да демантираат дека не е тоа така, дека немале разговор, дека ние не сме имале разговор, дека не сме имале пораки. Но не го ни пуштиле разговорот. Па не го пуштат како ќе го пуштат кога ќе се види срам. И за него и за Социјалдемократскиот сојуз, тоа не е прв срам. Значи имаме за многу срамни работи да зборуваме. Ние имаме за Зоран Дамјановски и Оливер Спасовски, сегашниот министер за внатрешни работи, како они се подготвуваат да искочат на избори 2013 година пред локалните избори. Оливер Спасовски беше тој што најмногу притискаше врз Зоран Дамјановски да искочи на избори, да направат алтернативен евентуално градоначелник и така натаму, ама сега се они големи социјалдемократи. Спомнавте и дека постојат и други називи во тие разговори со другите етнички заедници кои што не ги слушнавме, а беа злоупотребени известни разговори, известни приватни разговори. Да, и јас тие називи за некои етнички заедници не ги употребувам, тоа се нивни изрази. И затоа гледате дека во овие снимки што ги објавуваат никаде не се пуштаат себе си да видиме, значи и во добро и за лошо не се пуштаат, оти ќе треснат нешто што ќе им нанесе штета во јавноста. Го спомнавте Оливер Спасовски, си разменивте кривични пријави? Видите, ние може да си разменуваме колку сакаме. Прашање дали кривичната пријава е издржана или не е издржана. Јас нивната кривична ја нарекувам тралала или ципирипи кривична пријава, колку ради реда во очај дадена под притисок на геровски како се вика Милчин и останатите соросоиди, дека нивниот протест е тотално неуспешен протест. И ја не сум крив, они што го збрлавеа народот кој што го водеа зад себе, кои што си правеа прошетки до собрание, накрајно неорганизирани и дојдоа на тој протест и они не можат да сватат дека сепак Гром е политичка партија. Дека е Гром организирана политичка партија. Не случајно ние минатата година земавме 32.000 гласови. Не случајно јас победувам во општина Карпа затоа што сме организирани. И ваков настан исто така знаеме и можеме да организираме. Значи имаме докази и видеоснимки и слики дека нашата бина се наоѓа таму каде што сме побарале согласност. Имам доказ дека имам и телефонски разговор со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тие не ни одговорија каде ние да поставиме бината. Второ, граѓаните кои што беа околу Уставниот суд, кој тврди дека се тоа граѓани од оној собир што го организиравме ние. Трето, побарали некои тие граѓани да се тргнат. Четврто, дали они дојдоа па граѓаните да не сакаат да се тргнат. И пето,
прашање е дали имаше било како физички контакт, насилие или не знам што. И шесто, да го праша министерот за внатрешни работи, зошто он дозволува да има луѓе кои што го блокираат Уставниот суд. Негова задача е Уставниот суд да го штити, да обезбеди непречена работа на уставните судии. Ние му поднесивме него кривична пријава затоа што тој си правеше приватна забава, која што се нарекуваат протест. На тој протест и самиот учествува. Употреби дел од јавната безбедност, употреби и цивилни лица од полицијата, употреби и државната безбедност, и употреби единицата за брзо распоредување со хермелини оклопни транспортери, со тешко вооружување. На хермелините дозгора во Церади имаше поставено митралези, и тоа паричини, неколку стотици илјади евра. Господинот за таа штета што е направил Министерството за внатрешни работи треба да си ја плати. Затоа што он не може да си прави своји партиски забави, а сметката да му ја плати Министерството за внатрешни работи. Да не зборам плюс што со неговото действување како министер и предизвикува општа опасност. Ако постојано се збори за двоење на државата од политичката партија, односно на функциите, што станува збор ако до 16 часот е министер, а потоа оди и разговара за укинување на радио? Не, како сакате, тој половина, едната половина му е член на Социјалдемократскиот сојуз, другата е министер, или како сакате одозгоре надоле, можда да не ме свати некој погрешно. Поголема глупост не можеше да направи со тоа што се појави на протестот. Не е само митингот, оди и на средби со граѓани, на партиски активности. На партиски активности со службени коли, со обезбедување и така натаму. Тоа покажува само дека СДСМ е, како да кажам, во кадровски процеп. Дека нема доволно кадри. Да, или пак овие кадри го имаат узурпирано просторот во Социјалдемократскиот сојуз, или пак нема што да па нешто многу страшно слушаме што кажуваат секој ден како папагали. Избирачкиот список не бил чист и медиумите требало да бидат регулирани. Што друго му кажуваат на секој ден истите работи ги кажуваат. Па добро, ја имам слушнато изјава од Оливер Спасовски на среди со граѓани, каде што речува дека кога ќе дојдат на власт, министер вели дека ќе се укине радиодифузната такса. Може би во нова влада мисли да биде министер за транспорт и врски или не знам што. Така. Очигледно ова министерство не е соодветно за него, не му одговара и на капацитетот и на. Да се вратиме на случувањето околу уставниот, односно протестот од едната страна и организираниот протест, контрапротест од другата Собир страна. имавме, ние немавме контрапротест. Собир и тоа се нивни тези. Како и да ги наречеме, што се доби, а што се загуби. Не су зборам и законски, ако од едната страна министер доаѓа да напаѓа работа на уставните суди, и како одмерување на сили помеѓу две политички опции. Прво вака. Може ли министерот да предпостави што ќе се случише ако тој решеше да влезе во Уставниот суд? Полицајците ќе го запираат? Ја не знам дали тој можеше да предпостави. Он има советници, има министер. Бидејќи он, како да кажам, опиен од масата и така натаму, можеше да се стави на чело колона да влегува во Уставниот суд. Полицајците ќе го тепаа, ќе бранеа, нема да му дозволува да, мислам, имали посмешна ситуација. Ние немавме контрапротест. Ние имавме собир, мирен на граѓаните и тие треба да знаат. Секој кога некогаш повикува на насилие против институциите во Република Македонија, дека има граѓани кои што ќе им се спротивстават. Тоа значи, тие велеа дека ќе го палат Уставниот суд. Ќе тегнат за уши. Ќе тегнат за уши, ќе фрлаат низ прозор и така натаму. Имаше граѓани кои што тоа не го дозволуваат и кои што нема да го дозволат. И нареден пат треба да знаат дека кога сакаат да организираат некој протест, треба да си кажат дека тој ќе биде мирен протест, ќе си го изразат својот револт, ако имаат било каков револт, но дека обиди за влегување во институциите, попречување на работа на надлежни службеници, тоа е недозволиво. Како може некој да му забрани на Уставниот суд да носи одлуки? Да си работи својата работа. Има ли тоа логика? Колку е тоа мешање па кога ги земеме надлежностите? Законодавна, извршна и судска власт. И сега тука има министер кој што е. Тоа требаше да отвори нова врата. Тоа ќе отвореше ново поглавје во македонската историја, а тоа значи дека овие што ги судат за Смилковско езеро, нели тамо има приказни, ние ги осудуваме тие што ги убиле 5 деца, меѓутоа не се тие, други се, тоа значи требаше да отвори врати за да се соберат граѓани да влезат во судот, да не се дозволи одлука за Смилковско езеро, да не се дозволи одлука за терористите кои што
влегува во Куманово, значи тоа ќе отвореше нова врата и настанува институционален хаос и следното требаше да влезат 15 на 20 илјади од бегалците низ Македонија, како што пробаат да им даваат рута и така натаму, да настане хаос во Република Македонија, тогаш доаѓаат странци, што правиме, дај оваква широка коалиција, значи комплетно сценарио, очигледно дека им пропадне и тоа сценарио. Државата не е држава само по себе, државата се институциите. Ако ние институциите си ги газиме, како ќе имаме држава? И тоа е тезата што си има Социјалдемократскиот сојуз. За жал гледаме дека таа теза ја продолжува и Катица Јанева, која што не ги признава, пазите, највисокиот орган во државата, парламентот не го признава, претседателот не го признава, она кутрата ништо не признава. Видите сега, таа жена практично од обвинител сега се претвара во судија. Она веќе има пресудено кој е легитимен во оваа држава, кој е нелегитимен. Практично низнесе збори Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. Тој не ги признува судовите, не признава ни една институција. Исто тоа го прави и Катица Јанева. И таа гледате сега дека таа е повеќе политички договор со помош на странци. Таа е избрана да ви кажам, институција која што е по политичка институција не постои специјалното обвинителство. Таа е по-политичка од политичките партии. Политичките партии член се зачленуваат доброволно и така натаму. За да се формира тоа специјално обвинителство, за да биде избирана Катица Јанева, тамо мораше да се сложат 4 политички лидери. Значи, ја избрале политичари. Второ, секоја политичка партија внатре си протна од 2 до 4 своји обвинители. Така или не е така? Не знам. Значи, што вели Амди Бајрам, 102,6%. Е така. По политички орган од специјалното обвинителство здравје. А од каде дојде тоа специјално обвинителство? Од она обвинителство за кое што тврдевме дека не чини, дека е неспособно, дека не го признаваме, значи од тоа нечинавото специјално обвинителство ние избравме, од лошото обвинителство се избравме лоши обвинители, ама изгледа од лошите избравме најлошите и сега практично овој циркус треба да го спроведуваат. Има ли логика? Каква глупост направивме? Затоа Гром практично никогаш не го признава ова специјално обвинителство и договорот од пржина. Тоа е комплетно со фабричка мана. Фабричката мана му е во уставната подлога. Законот со кој што е избрана Катица Јанева е неуставен. Начинот на кој што е избрана е неуставен, спротивно на закон за судство. Логично беше оваква ситуација, ако сакаме нешто во постоечкото обвинителство со некој меѓународен мониторинг од експерти од таа област и така натаму, да се истара еден процес и тој ќе беше многу поквалитетен и тоа даваше на стабилност на Република Македонија и кредибилитет. Сега се направи хаос, се направи адхок политичка институција која што гледате дека од ден на ден прави се поголеми циркуси. Кажете ми вака, ја не верувам дека и член на Социјалдемократскиот сојуз не се срами од изјавата на Катица Јанева, ја не ги признавам, тие се за мене нелегитимни и така натаму. Пред органот што те избрал, на кој што треба да му дадеш одчет, да не сакаш да дадеш одчет. Непочитувањето кон институциите беше уште меѓу првите пазете, Катица Јанева кога спомна дека лета авионите. Сите во оваа држава треба да ја почитуваат незе. И она бара кај ќе пратела дописите у несвест да паднале, да ја одговореле веднаш, да ја услужили и така натаму, а она покажува непочитување према оние што ги избрале. Ако она не ги почитува, односно ако смета дека тие се невалидни, како е она поставена од невалидна институција? Потекнува од невалидна институција. Значи тоа кажувам, значи овој орган, специјалното обвинителство е со фабричка мана. Така. Ако има 12 советници, ако избор не иде, ако се тоа луѓето кои што не смета дека треба да ја завршат работата, кои се тие експерти, зашто се тие експерти, зашто се твојат државни пари? Пазите вака, во нејзиниот извештај стои дека се даваат пари, значи авторски хонорари се даваат за експерти. Па нели се они стручни, нели они треба да завршат работа? Каде се експерти се јавуваат? Главно што Социјалдемократскиот сојуз у секој буџет, дали се наоѓа државен, дали локален, на општина или на било кого, оние договорите по дело. Многу им сметаат договорите по дело за споменици, за фасади и така натаму, значи секој што е договор по дело за нив е потенцијален криминал. Нема ли право Гром да се сомнева дека што е ова сега со експерти? Не избравме обвинители кои што треба, кои наводно си ја знаат својата работа, нели? Ама испаѓа дека не си ја знаат својата работа и сега пари треба да трошат на експерти. Второ, јавноста има ли право да знае кои се тие експерти за кои што не ги даваат парите и колку тоа пари даваат за тие наводни експерти? Има и во Министерството за внатрешни работи, кај советниците на Оливер Спасовски. Кај советниците на Оливер Спасовски. Што тоа кажува за тоа наше специјално обвинителство?
Вас се оставено, вие сте политичар. Ние сме си го кажали нашето мислење за специјалното војництво. Имате ли вие, очекувате ли напад кон Гром од Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство, сметајќи го веќе како една политичка алатка на Социјалдемократскиот сојуз? И земејќи ги предвид вашите настапи кон Социјалдемократскиот сојуз и лидерството? Вака да ви кажам, не Катица Јанева, свети Катица Јанева да биде, ако не е управо Гром нема да ќути. Не само на незе, на било кого. Ке исклучи ли некој да каже дека не е управо Гром кога тврди дека тоа е институција со фабричка мана. Тоа е институција со против законите. Ке исклучи ли некој да демантира дека Катица Јанева овој процес го изволка. Овие граѓани во Република Македонија од незе бара објективност. Не постои граѓанин во Македонија без разлика дали како е политички определен, кој не сака да дознае вистината. Е Груевски криминалец или не е? Кој ги правил снимките? Е ли Заев криминалец или не е? И членови на СДСМ и на ВМРО сака да знае. Впрочем, јас сакам да знам, затоа што сум ја коалиција со Груевски. Дали ме разбирате? Значи, она наместо да се стави крајно неутрално во оваа ситуација и да утврди што е што. Ако има докази за одредени лица дека правеле работи спротивно на законот, ќе ги процесуира, ако нема, поштено да каже дека нема. Или нема доволно докази, или нема доволно материјални докази. Дали ме разбирате? Она гледаме дека од ден на ден се повеќе и повеќе се вплеткува во политиката и дека е продолжена работа на политиката. И ве молам, како може Катица Јанева, како представник на еден од највисоките судски правосудни институции во Република Македонија, како обвинител пред се, зборам за професија, да учествува во изигравање на судството со тоа што ќе го одоговлекува рочистата во кој што е обвинет лидерот на опозицијата. И таа да асистира во тоа со приказните дека подготвува свадба, со приказните дека спрема ќе биде верски празник Великден и така натаму, се со цел да се пролонгира судењето од јануар месец да се презакаже за 23 мај. Што зборува тоа за кредибилитетот на една особа? Што значи, нас воопшто не ни е страв, дај Боже да си го истера овој процес така како што треба и секој што се огреши во законот, она да го изведе под лицето на правдата. Меѓутоа, досегашното незино однесување создава сомнеш дека госпоѓата е крајно политички инволвирана и дека работи само за една страна во конкретната ситуација, а не за вистината која им должи на граѓаните на Република Македонија. И Гром ќе се бори и ќе во континуитет ќе ја дезавуира и секогаш кога ќе прави грешки, ние ќе ги апострофираме тие грешки во јавноста. Ми се наметнува едно прашање кога незината работа си е незина работа, нашата работа си е на... Ако таа вели дека со незините 10 прсти создала и ќе создава богатство кое што ќе се зголемува имот, што станува за функционерите други? Смеате таква најава да дадете? Добро. Сега сакам малку да бидам и коректен. Очигледно дека жената е малку падната во Марс, од Марс во оваа ситуација. Незините изјави се несоодветни и несрекни и прави големи грешки. Не е свесна за ситуацијата во која што се наоѓаме и за сериозноста на моментот во кој што е наставена од една од клучните алки, клучна личност, клучен актер практично во оваа ситуација. И очигледно дека жената не знае да дава соодветни одговори на целава ситуација. Мислам дека вистинскиот одговор незин треба да биде дека она најмалку размислува на богатство и на било што. Незиното богатство треба да биде Македонија како да бидаме изчистена, да биде од овие греови што и се ставаат во моментот и Македонија натаму да може да работи незините институции, да имаат кредибилитет и така натаму, дека незината работа најголемо богатство ќе биде ако се вратат кредибилитетот во институциите, а не да зборува за свое собствено лично богатство. Да се вратиме на вашите познанства со лидерството на СДСМ, ливчето на Заев. Толку познато во јавноста, а толку интимно го чувате и не го споделувате. Тоа е реалност или фикција? Бидејќи многу ми велат нема. Меѓутоа, од другата страна нема реакција. Вака да ви кажам, членовите на Социјалдемократскиот сојуз што може друго да кажат, освен да викаат дека нема. И тогаш кога ќе го видат, тие пак ќе викаат нема. Не им престанува ништо друго. Јас и Гром нити зборуваме, нити некојаш ќе зборуваме лаги. Ливчето постои, ми го даде господинот Зоран Заев во неговиот подпредседателски кабинет крајот на 2012 година, во кој што јасно е напишано на 3 места по 50.000 евра за што треба се дадат, за спортот, за културата и за црквата во Струмица и 100.000 евра нему лично, затоа што
Јас ги викам роми, а тој велеше, нека биде повторно, роми, дека го јаделе секоја се бајле пред вратата, го чекале и за тоа му требале пари. Се работеше за меѓународна компанија, која што доби голем тендер во Строгивичкиот регион и една од причините зашто не успеа тој тендер беше токму и ваквиот однос, а водечката улога во таа работа ја имаше Струмица, бидејќи од 5 вкупно општини, 4 беа под команда на Социјалдемократскиот сојуз, освен Ново село кој беше од ВМРО ДПМНЕ. Но она што е битно, СДСМ ниту Заев не демантираат дека дале такво ливче. А и како би демантирале кога тие и просто не знаат каде се побарале мито и каде се оставиле трагови и каде се дале ливчиња за да земат пари и нормално дека се избезумени од такви можни ситуации, такви можни докази. Затоа ќути и Шилегов, затоа што работел во второстепената комисија, затоа што ќе каже Радмила Шекеринска за парите што ги взимала од состојната фирма, како се перени пари преку кири и така натаму. Јас себе да искарикирам. Јас имам сега мнозинство во Советот, секој што имало. Може ли општина Карпуш да донесе одлука дека мојата куќа ќе се изнеми на општина Карпуш и за тоа месечно ќе ми исплаќаат 5700 евра? Ако може управниот одбор на Дайнерс, може и Советот на општина Карпуш. Дали ми разбирате? Значи, тоа е недозволиво. Јасно е дека тука се врши перење на пари, односно прикривање на придонес за пензиско инвалидство, на здравствено осигурување, придонес за осигурување во случај на невработеност. Тоа е повеќе од очигледно беше таа работа. Значи, тие луѓе се практично умешани до гуша во криминал, а полна им е устата со криминал. Разговараме за специјалното јавно обвинителство, разговараме за моментот во кој што се наоѓа оваа политичка криза и некако брзиот тек на работите ги стави во втор, во трет, во 25-ти план случајот Пуч. Снимките чиви се од каде се. Вмешаноста за рушење на државата, односно предметот, сите што беа вклучени во тој предмет на Пуч. Зборуваме за тајно снимените, нелегално снимените телефонски разговори. Дел од нив Заев прво велеше дека се и предал, односно се и предал, она бројката помеѓу неговото кажување за колку и предал материјали и она бројка која што ги преброја, специјалното јавно обвинителство не се поклопуваат, секојдневно слушаме, излегуваат по интернет на сите страни. Тоа Гром го кажа уште пред 6-7 месеца, дека тоа ќе се случува. Чаушот и други случаи. Наредни 10 години ќе има последица ни од ова. Почнаа да се злоупотребуваат во насока на рушење на личниот интегритет, навлегување во спалните на тоа ќе биде масовно. Се плашите ли вие од некоја таква снимка? Апсолутно не. Апсолутно не. Ние предупредивме уште пред 7-8 месеца дека последиците од ова што го прави Социјалдемократскиот сојуз ќе се чувствуваат наредни 10 години. Јас мислам дека овие последици ќе завршуваат и со убиства. Значи, гледате дека влегуваат во интима на луѓе, во нивни семејства, растураат семејства и така натаму. Мислам на крај ќе имаме такви епилози, ќе имаме уцени, ќе имаме рекет. Меѓутоа, ако сме држава која ќе завршиме со овие работи, тоа беше работата на специјалното јавно обвинителство. Првата работа што кој треба сега да го решава? Првата работа што требаше специјалното обвинителство е што бараме од незе е да каже кој снимал. Ако се све снимките од надвор, уреду, или ако се све снимките од натре. Ако се дел од надвор, дел од натре, и тоа треба да се каже, јавноста има право да знае за таа работа. Кој е злоупотребил својата функција? Да се одмотува клопчето. Односно, ако не снимале од надвор, ние треба на тие служби да кажеме што спиете вие, што правите. Јасно. Што прави? Второ, никој во оваа држава не ги прашува ни ВИП, ни T-Mobile, како они дозволиле нашите да не заштитат нас како граѓани кои сака да ги снима нашите разговори. А милиони, тешки милиони земаат од овие граѓани. И ја не знам зошто како граѓани не покренеме оваква судска постапка. Треба дебели оштети да си платат овие две големи компании за тоа што се случи во Република Македонија. Тоа значи дека секој ќе си направи опрема и така ќе се снима без никаков и никој не сноси последица. Пазите, ниту операторите мобилни сносат последици, нити гледаме оној јавноста прво прашање што треба да знае кој снимал.
и колку тие снимки се негови, колку се на некој друг. Ако се на некој друг, кои се следните чекори што треба да ги преземе за нареден пат тоа да не се случи? И нормално ако се однатре, кои се следните чекори што треба да ги преземе за втор пат таа работа да не се случи? Натаму, нигде не слушавме за веродостојноста на овие снимки. Дали слушна јавноста дека снимките се пратени во не знам каква или дел од тие снимки во некоја светска лабораторија кај ќе кажат дали се автентични или има лепано или креирано и така натаму, не. Ве молам. Овој процес имаше многу поголема смисла ако се одеше во една, како да кажам, во една стамена, временски пролонгирана постапка, каде што на раат обвинителството ќе ги утврди индициите, ќе ги провери фактите, ќе обезбеди докази и ќе ги процесуира до судството, отколку вака да се бара од него наврат на нос, ќе се направат огромни грешки и јас сум убеден дека ние еден ден ќе правиме повторно некои комисии односно за рехабилитација на жртвите од специјалното обвинителство. Све што се прави на ура, све што се прави како хајка, тоа се разбива од главата и на граѓаните и на државата и е лошо по државата. За мене Социјалдемократскиот сојуз ќе беше многу попаметен ако се потрудеше да инсталира специјално обвинителство, но изборите да си одат 2018 година, ово обвинителство да работи на тенане, затоа што очигледно дека единствена карика на која што се подпира е специјалното обвинителство и дали тие ќе процесуираат некоја кривична пријава, дали ме разбирате, затоа очигледно дека нема време и затоа го мачат овој народ нечи список да се договориме за медиум и така натаму за да се пролонгира. Анкетите кажуваат дека работата на специјалното обвинителство не влијае врз нивниот. Наместо они сега наврат на нос да ги тераат работите да се сконцентрира да направат квалитетен економски, социјален, здравствен, образовен, инфраструктурен, енергетски програм, земјоделски програм за Република Македонија и со тоа да се надпреваруваат против ВМРО, да помане и против останатите политички партии, тие само секој ден повторуваат како папагали, избирачкиот список е нечист, еве го дојде до 90.000, сега ќе видиме на колку ќе падне и втората работа дека треба се регулираат медиумите. Само врз основа на таа понуда мислат да ги добијат изборите граѓаните. Теоретска шанса нема. Еве ќе видите. И тоа е главната причина зошто нивниот рейтинг не се менува и втората главна причина е овој народ не ќе кодеше. Вие знаете во мало, ако имате некој кој што се работува со полиција, со инспекции, кој го сака? Никој комшија не го сака. Сме биле војници. Тој што го викале цинкарош. Тој што цинкарел во ноќните часови добил кебе на глава и војската обично го превоспитувала. Значи цинкарош, Кодош, народот не сака. И овој народ нема да му даде доверба на Кодош. И јас мислам дека од оваа дамка што си ја фрли врз себе Социјалдемократскиот сојуз, нема долго време да може да се испере. Кога пред година дена токму во студио учествувавте за прв пат во телевизија Република, пуштивте на провокација дека Гром ќе распише тендер за да набави опрема за прислушување. Да. Набавиште ли? Не сме набавиле. Па очигледно дека се инсталира начин на политичка борба во Република Македонија само преку тоа дали ќе обезбедиш компрометирачки материјали за својот политички противник. Без на граѓаните да им понудиш нешто квалитетно, што е апсолутно недозволиво и евидентно е во оваа ситуација дека тоа што слушалиците ги ставило Социјалдемократскиот сојуз на уши и дека што правеше фама во јавноста дека не му дава резултати, односно рейтингот не може да го качи. Фер би било на крај на овој интервју да ве прашам очекувањата на Гром на изборите во јуни, дали самостојно ќе настапувате, ќе влегувате во коалиција, што понудите на граѓаните? Што ќе нудите на граѓаните? Гром е граѓански ориентирана партија. Гром се залага да функционира правото и правната држава. Гром се залага за да ги развиваме нашите институции. Гром се залага и смета дека Република Македонија има своји внатрешни потенцијали за да може сама да се справува со политичките, економските, социјалните и било кои други предизвици што се јавуваат пред незе. Со таква програма ќе излеземе пред граѓаните, органите на партијата ќе одлучат дали ќе настапуваме самостојно или евентуално со некоја коалиција. Ние имаме некои помали политички партнери кои што доаѓаат со нас. Однапред можеме да кажеме дека во ниеден случај не би влегувале во коалиција со оние политички партии кои што ја напуштија владеачката коалиција, значи тие си имаат. Значи ние сме диаметрално спротивни по одредени политички прашања, но дали ќе влегуваме во некоја поголема коалиција ќе одлучат органите на партијата. Во секој случај можете да видите дека со своји квалитетни предлози се наметнува граѓанската опција за Македонија пред граѓанството на Република Македонија и што е најинтересно,
или немало, или само со лични дисквалификации ни одговара Социјалдемократскиот сојуз на сите наши пресконференции, на сите наши јавни настапи и така натаму и така натаму. Гром е партија која што настапува со аргументи, со бројки, со факти. Едни од тие факти беше моментот кога искочивме колкуто општина Карпеш има проекти, колку има Струмица, колку има Куманово, колку има Ранковце. И не само оваа година, видовме и претходната година, тие сите заедно 3 општини имаат проекти колку што има општина Карпеш. А ако гледаме колку се инфраструктурни, општина Карпеш има и за 30% повеќе во однос на нив, што значи дека оној што не сака да работи и не може да очекува поддршка од граѓаните и дека причината за успех на избори е да бидеш посветен на работите за кои што народот ти ја дал довербата, а Социјалдемократскиот сојуз, ако Заев од нова година најамо има распишено само 5 тендери, од кои што еден инфраструктурен, како очекува да после кој ќе му ја земе некој победата во Струмица, ѓаволот ќе му биде крив? Или Куманово има 11? Или овој како се вика Ранковци има 0? И како очекуваат да пројдат на избори? А например градоначалникот на Скопје мината година имал 360 проекти. И сега ние зборуваме за луѓе кои што се генетски предодредени да не работат, само да филозофираат и да создаваат фама дека во Македонија нема демократија, да се обидуваат да направат анархија и преку таа анархија да дојдат на власт за да викаме политичка криза, создадува политичка криза, но повеќе јас можам да видам овде луѓе кои што се во фаза на кризирање затоа што не се на власт и све прават да ја вовлечат во државата во тешки глупости, во тешки преседани кои што ќе нанесат штета за наредни многу децении во Република Македонија. Господин Јакимовски, ви благодарам за ова исцрпно интервју. Ви посакувам среќа на изборите Благодарам. Во јуни, ќе се видиме повторно. Моментите се такви, а и вие сте отворен за соработка. Да. И искрен во вашите настапи. Го следете интервјуто со Стефчо Јакимовски, председател на партијата Гром и градоначалник на општина Карпош. Останете и проследете ги и другите содржини на сајтот republika.mak.